Почитувани наши, во нашата утринска програма Добро утро, секое утро, драго ми е што ќе има можност да разговарам, меѓутоа и вие да ги слушнете нејзините совети со доктор педијатар Светлана Смугреска, инаку веќе надалеку познато име и како еден од нашите најдобри педијатри кои што си ги имаме. Драго ми е, како што кажав, што сте дел од нашата утринска програма и ќе разговараме за тоа како да ни бидат дечињата здрави и среќни. Благодарам на вашата покана. Добро утро на целата ваша публика што ве следи и мило ми е што ќе учествувам во овој разговор. Така, ќе дадеме совети што се однесува еве за летото. Имавме високи температури, промена на време и така натака, па ќе се задржиме ајде за овој временски период на почеток. Со што најмногу се соочуваат, со какви здравствени проблематики дечињата? Во мојата ординација како педијатар долгогодишен, летото е најчесто период кога децата боледуваат од високи температури, од конјуктивити, од осипи по телото, од проливи и од повраќања. Ретко се случува во овој период дете да кашла и да кашла, тоа секогаш е проследено со температура, што зборува дека во позадина, бидејќи е лето, и можност за појава на бактериска инфекција. Так. Зашто велиме во лето повеќе доминираат бактериските? Најчесто во овој период не е стрептококата, тама ни одговара топлото време, децата на топло, на ладно се изложени, па ако и малку е сапрофит во грлото и ве некогаш боледувал, таман паѓа малку имунитетот со топло, ладно, под клима или испотено, така да често пати таа надвладува. Што се случува? Детето добива висока температура, детето одбива да јаде, може да се јави еднаш до 2 пати да има повраќање, а потоа почнува состојбата на високата фебрилност, која потоа го тера детето да оди на матичниот лекар или пак може до клиниката за детски болести. Сега, за да не дојде до тој момент, што е она што родителите треба најмногу да обрнат внимание и да го знаат за да не дојде еве до вакви последици, за да дечињата се соочуваат токму со ова што и вие го кажавте, со оглед на тоа дека се малецки и мачно е за нив. Така. Многу е жално кога, например, ќе ми се јават, го боли увца и ќе им дадам локална терапија. Потоа ќе се јават, го боли грло, одбива да јаде. Односно, одбива да јаде, сигурно му е грлото. Третото ќе дојде висока температура качи. Значи, најдобро е да во првите 2 до 3 дена и локално да лечиме, било со спреј во грлото, било да е со капки во увото или во окото, да потоа го посетат својот доктор, да си напрати една крвна слика, па за според крвната слика и ЦРП-то да се види да не се работи за некоја бактериска инфекција. Морам да спомнам дека најчесто летото е извор на многу интоксикации. Интоксикациите со храна. Така да децата често пати знаат да користат нели сладоледи или пак да земат некоја млечна храна која не е добро правилно чувана на ладно и тогаш може да се случи да детето фактички добие некоја си состојба на пролив и повраќања која бара подхитно лекување, па во некој случај може да треба да биде лекувањето и хоспитално. Така. Еве, летниот период го споменавме и со што најмногу се соочуваат дечињата. Меѓутоа ќе сакам и да слушнам и општо вака за здравствената состојба, со кои проблематики најмногу се соочуваат нашите дечиња без разлика на временскиот период. Според статистиката, еве и вашата ординација, што точно покажува? Најчесто сега по статистика имам алергии. Алергиите се многу распространети, било да се тоа некои екзантеми по тело или пак да кажеме укасатини од инсекти. Така да тие се под еден број. Второто е појавата на температурата и како трето е проливот и повраќањето. Се однесува за белодробните заболувања, добро е што не ги слушна во овие првите 3 фактори кои што ги посочивте. Може да се јави по некоја, да речам, кашлица, сува или да речеме пнеумонија, која е пак многу ретка во летниот период. Најчесто тоа се, ви кажав, состојби на повраќања проливи, екземи и појава на
да речам едноставно температури високи кои мора да се лекуваат. Ајде малку за алергиите, затоа што ги споменавме и се на првото место и ќе се задржиме со нив и ќе завршиме еве со алергиите, со оглед на тоа дека слушнавме совети од вас, како да имаме здрави и среќни деца, меѓутоа и алергиите многу навистина знаат да направат еден од алергија кога ќе споменеме, меѓутоа знаат да направат големи проблеми. Па ајде малку совет, што е она на што треба да се обрне исто така внимание и како да препознаеме алергија? Алергијата фактички се карактеризира со посебна појава, тоа се појава на уртики. Не секој осип на детето представува алергија. Например, може да биде екземот од типот на појава изложеност на сонце или пак бањање во вода, каде што е во затворен базен, односно затворени води во базени, каде што нели се држат химикалии. Потоа може да биде екземот поради користење на некои мачкање на некои креми. Тогаш тоа не би го крстила како алергија. Алергија е онаа состојба кога се јавува уртиката, кога самото тело се исипува во вид на географска карта. Се појавуваат, значи детето е вознемирено, се чешка, се појавуваат оси по целото тело, значи не се поштедени само одделени делови на телото, раце, нозе, туку цело тело, а воедно се јавува може и на лицето појава на квинков одем. Најчесто овие состојби се поради јаки алергени кои се внесуваат. А сега како нема алергени? Нашата храна е полна со антигени и алергени. Знаете и самите. Пола од храната децата што ја користат е претежно алергенска. Меѓутоа затоа постојат начини како сето тоа да го спречиме. Треба да внимаваат родителите во составот на исхраната. Например, јагода не се дава на дете пред 2-та година. Да сите продукти што содржат јагода, мајката треба да ги отстрани од исхраната. Второ, исто така се користат храни кои се богати со јајца. Некои деца реагираат алергиски на јајцето. И многу често сега се повеќе имаме алергии на млеко и на казеинот од млекото, кој представува посебен проблем. Јас многу ќе ви се заблагодарам што одвоивте од вашето време да бидете дел од нашата утринска програма и да ги слушнаме токму од вас овие совети, но и да се видиме повторно, се разбира зависно нели и од времето. Сега зборувавме повеќе за летото, па ќе се видиме и оној период кога дечињата се заболуваат и со останатите за жал нели проблематики здравствени, меѓутоа тука сте секогаш за нас. Благодарам на поканата и секогаш сум со вас. Благодарам и јас многу.